Едукативниот центар STEM роботика од Кочани е победник на 6-тиот национален надпревар по роботика кој се одржа викендов во Штип. Во конкуренција од 22 екипи вкупно 180 учесници, учениците од Кочани победија и во категоријата млади роботичари од 6 до 10 години и во категоријата на учесници од 10 до 16 години. Повозрастната екипа на Кочанскиот едукативен центар STEM роботика со ова прво место стекна право да учествува на светскиот шампионат по роботика, што од 7 до 9 јуни ќе се одржи во САД. Координаторот Иван Донев вели дека се подготвувале неколку месеци и дека ова е од големо значење. Овој надпревар за нас има големо значење, бидејќи ние се подготвувавме неколку месеци за ова и имаме големи очекувања за нашиот надпревар. Секој дел од учесниците од тимот веќе учествувал повеќе години, некои учествуваат за прв пат. Ова е феноменален начин за како тие можат да се развиваат меѓусебно, како можат да стекнат soft skills или меки вештини кои што се во област на презентирање, логичко размислување и секако програмирање и роботика. Го подобруваат својот личен развој од најмали години и секако големи очекувања и достигнувања се им на пат и во професионална кариера, а и вака како ученици. Нашиот тим ги изработи сите мисии кои што се на масата за роботско пуштање, а исто така имавме проект кој што е Ремек дело. Ремек дело во овој смисла во надпреварот значи со рекреација на рекреативни места и реставрација на нив. Нашиот проект би бил побудување на интересот за скейт паркови, како што можете да видите во проектот. Тоа е идеја да се дигитализира некако начинот на кој што младите спортуваат преку игри, преку повеќе роботи, дигитализација на рекреативните места за да побудиме интересот на младите како тие да спортуваат, а исто така и да бидат вклучени во надворешни активности. Учесниците имаа задача да направат рекреативен центар како спортски, сала, терен и слично. Кочанчани имаа проект за побудување на интересот кај младите за скейт паркови, односно идеја да се дигитализира начинот на кој младите спортуваат преку игри. Надпреварувањето беше под закрилата на ООН, која за оваа година ја одреди тематиката на иновативни проекти на места за рекреација со помош на новите технологии. Победниците беа најдобри во сите 4 категории основни и иновативни вредности, потоа во проектна тематика, во робот дизајн и роботска игра. Оваа екипа беше национален победник и пред 2 години, а примотот го потврди и на годинешниот државен надпревар во рамки на Фрст Лего Лигата на Македонија.